Ниту субвенции, ниту повисока цена. Оризопроизводителите ја губат и последната надеж. А берот од министерот што требаше да го добијат најдоцна до петок се уште го нема. Гневни се бидејќи на многу семејства од Кочанско им престои новогодишните и божикни и празници да ги дочекаат со празна трпеза. Од иницијативниот одбор велат, извршителите им дишат во врат, а државата целосно ги заборави. Не се исполнети ниту ветувањата дека парите од субвенциите ќе легнат до крајот на годината. Остануваат уште 5 дена до крајниот рок, а најава за исплата се уште нема. Субвенциите министерот обекаше дека ќе бидат исплатени до крајот на нова година, календарски 2020. Субвенциите значат сервисирање на сите обврски, струја, вода, огрев, облека и да пречекаме новата година Божика кои сите граѓани на Република Македонија. Оризарите и земјоделците опште се најзагрозена категорија. Ние за неколку години во како се наставе социјални случаи ќе видиме. Оризопроизводителите не се опфатени со ниту една ковид мерка, со образложение дека земале субвенции. За нив ова е неприфатливо. На министерот му дадоа нов рок. Протестите ги одложија до вторник. Во спротивно излегуваат на патиштата и ќе останат се додека не им се реши проблемот. 600 килограми има, значи по 20 динара тоа од 12.000. Меѓутоа ние 11.500 имаме трошкови. И ја не знам каква е таа математика и да кажува, па вие субвенции взимате. Какви субвенции? Еве, значи не се исплатени сите, од кои мерката тичи по 60 или по колку да зедува таму. Мислам дека е неуред така. Државата мора да преземе нешто. Ако не земјоделците ќе се земат судбината во своји раци, со мотикли, со косели, со вилили, ние немаме наоружјање, нити пушки имаме, нити пиштоли, ама имаме вили, па ќе се браниме колку што можеме. Минатата недела иницијативниот одбор одржа средба со министерот за земјоделие. Најголем дел од барањата им беа отфрлени. Министерот им вети дека најдоцна до петок ќе разговара со откупувачите за оризовата арпа, се продава од 25 до 30 денари. Поради ниската цена, околу 70% од овогодинешната жетва се чува во амбарите, поради што е загрозена екзистенцијата на илјадници семејства.